Good evening. This is Peter Vrtkovsky on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in Nahanta. Coming up is the Macedonian radio program. Please stay with us. Добро вечер, почитувани слушатели. Бидете поздравени од мене Пеце Вртковски и на сите ви посакувам топла, убава заедничка вечер со вашите најблиски во придружба на нашата македонска радиопрограма. Вечерва имате прилика да слушните најнови соопштенија од Ньюкастел и околината, поважни вести од Македонија и вашите желби и честитки. За сите горе наведени редоследни програми, со вас е вашиот уредник и водител на македонската радиопрограма Пеце Вртковски. Да ги проследиме и соопштенијата. Нашата женска секција овде од Ньюкастел организираат игранка по повод празникот 8 март, денот на жената, и тоа во недела на 4 март 2018 година од 11 сатот пред пладне. Цената кошта $60 по лице, за деца од 6 до 12 години $25 и за деца испод 5 години влегуваат бесплатно. Ова година ќе имаме нови кувари од Сиднеј Милева. За карти јавете се кај Ленче Нечовска на 0410-634-310 и кај Су Бошев на 0414-417-207. И можете карти да се земите секој петок од 5 до 7 сатот на вечер во црковната сала после 9 февруари. На ова забава ќе свири најдобрата група од Сиднеј Сонја Динамик. Исто да најавиме дека се прославува 11 години од постоењето на нашата женска секција овде во Ньюкастел и 10 години прослава за овој ден. Пензионерското друштво од Ньюкастел Гоце Делчев организира прошетка до Сиднеј по покана од пензионерското друштво Методија Андоновченто и тоа во сабота на 17 февруари. Таму се поканети многу друштва од сите црковни општини во Нов Јужен Велс. Автобусот ќе поаѓа од предцрковната сала во 7 сатот со бајлето. Цената за ова патување ќе кошта $20 по лице. Вашите места ќе бидат во автобусот дадени според вашите тикети како се земени. Пакети за Македонија. За празни пакети за Македонија јавете се кај Борис Колтовски на 49684649, а полните да ги донесете кај Борис на 25 февруари во недела. Да најавиме дека сите мембери за во нашата црковна општина овде во Ньюкастел може да се платат чланарината за ова година по цена од $10. Сега продолжуваме со најновите вести од Македонија. Кабинетот на Иванов. Председателот не е информиран за каков било постигнат договор меѓу Заев и Ципрас. Председателот Ѓорѓе Иванов не е информиран за било каков постигнат договор меѓу македонскиот и грчкиот премиер од нивната средба во Давос, на кој договор се темелат јавните изјави на министерот за надворешни работи на Грција Никос Косијас. Информираат од кабинетот на Иванов. На информативната средба одржана во клубот на претендици на 27 јануари 2018 година нагласуваат присутните беа информирани за предложените идеи на медијаторот Метју Нимиц во рамки на процесот што се води под покровителство на Обединетите нации. При информирањето за исходот од средбата во Давос не се споменува каков било постигнат договор или пак спогодба за која што сега јавноста ја информираат грчки представници.
Македонскиот претседател останува на јавниот став искажан по таа средба, а во очекување владата да ги информира граѓаните на Република Македонија за превземените активности на владините представници. По однос на ова прашање посочуваат од кабинетот на Иванов. Димитров и Косија следната недела на средба со Нимиц. Премиерот Заев најави интензивирање на разговорите. Нов состанок на министерско ниво Димитров Косијас во посредништво на медијаторот Нимиц се најавува веќе за наредната недела, потврди денеска премиерот Зоран Заев. Сепак, вели Заев, ќе бидат искористени сите можности за билатерални средби помеѓу премиери или шефови на дипломатијата во преговорите за името, иако покровител останува и понатаму Обединетите нации. За сега нема најава за нова средба на Заев со Ципрас по она во Давос. Ќе има повеќе средби во февруари. Се надевам дека уште идната недела под раководство на Метју Нимиц ќе се одржи состанок помеѓу двајцата министри како ново ниво на преговорачки процес, што е договорено, што е подгинување на преговорите на повисоко ниво. Тој не сакаше да открие која географска одредница е прифатлива за владата, откако вчера потврди дека е подготвен на таков чекор, но рече дека верува дека во Македонија можен е консенсус за да се изјаде решението. Знаеме што е возможно, што е дозволиво и до каде треба да одиме. Ќе направиме седа за да најдеме решение за овој грлив проблем, но не по секоја цена. Заев потврди дека промената на уставот е дел од барањето на грчката страна, но не прецизираше дали Македонија е подготвена да направи таков чекор, иако спомена дека Македонија веќе еднаш направила ваква отстапка во 1993 година. Синоќа и министерката за одбрана Радмила Шекеринска во гостување на грчката телевизија Sky во емисија посветена на спорот за името, потврди дека владата е подготвена за реименување на државата. Фактот дека преговораме некаков вид сложено име за некаков вид на придавки или додавки покажува дека постојат двоумења, емоции, но и волја да одиме напред. Лидерот на ДУИ Али Ахмети во истата емисија пак вели дека решение е потребно бидејќи во моментот државата нема име. Ние сме земја без име, имаме едно привремено име, поранешна Југословенска република Македонија. Во пракса се обидуваме конечно да добиеме нормално име со преговорите што се водат. Во однос на тоа дали ДУИ ќе поддржи доколку се потребни и уставни промени, Ахмети вели дека тие се подготвени за да го поддржат процесот до конечно решение. Грчкото МХР денеска ја поздрави одлуката на владата за преименување на аеродромот и автопатот како гест за затоплување на односите меѓу двете земји. Денешната одлука е позитивен чекор за пресврт на она што беше направено во изминатата деценија и ги отежна односите меѓу двете земји. Тоа е важен развој во насока на справување со идентитизмот и се надеваме дека ќе значи отворање на ново поглавје во односите на двете земји и двата народи. Грчкиот заменик министер за надворешни работи Јоргос Катругалос во интервју за грчкото државно радио пак коментира дека изјавата на Заев дека постои подготвеност за име со географска одредница е многу важен чекор кон компромис. Се уште сме далеко од тоа да кажеме дека ќе постои договор. Но, постојат позитивни точки што не прават да бидеме воздржано оптимисти дека би можеле да постигнеме до конечно решение што ќе биде заемно корисно, вели Катругалос, а пренесува Мија. Што носи стратегијата на Европската унија за Македонија? Ладен туш од Европската унија за земјите на Западен Балкан. Вака аналитичарот Петар Расовски ја оценува стратегијата за проширување на Европската унија која вчера ја објави Европската комисија. Наместо пофалби, Арсовски вели дека Унија овој пат објави документ за возрастни, а не за тинајџери, со конкретни забелешки и насоки за реформи во одредени области. Дури со решен спор за името, Македонија нема да ги отвори вратите за влез во Унијата без исполнети критериуми.
Рокот за целосна интеграција на земјата од Западен Балкан до 2025 година, според Арсовски, е тешко достижен. Дотогаш потребна е напорна работа и сериозна посветеност на неопходните реформи. Во однос на стратегијата за проширување на Европската Унија преку социјалните мрежи, реагираше и поранешната пратеничка Солза Грчева. Од Европската Унија ништо ново. Препорака нема да има, а во стратегијата помеѓу 6 точки најважни се миграциите и проширување на Европската енергетска заедница. Зошто ова не ме чуди, пишува Грчева. Ставот на владеачката партија пак е спротивен од коментарите на експертите. Според СДСМ, стратегијата за проширување на Европската Унија е уште една добра вест за Македонија и потврда за успешните политики на власта во спроведување на реформскиот процес. Македонија повторно се движи по вистинскиот пат, што е од интерес на сите граѓани, стои во соопштението на СДСМ. А сега, почитувани слушатели, одиме со вашите желби и честитки. Со песната "Отвори порти", невесто најмила. На многу саканата ќерка, сестра и золва Джесика Газлевска и го честитаме стапувањето во брак со нејзиниот и наш зет Атанас Беделовски. И на двајца да му пожелуваме љубов, среќа во нивниот заеднички живот, а на сватовите Лазу и Летка со фамилијата му ја честитаме убавата прекрасна радост и за ќерките да си дочекат ваква радост. Овие желби се испратени од незината мајка Наташа, братот Тони и сната Кристина сите Газлевски. На нашата сакана внука, братучета тетка Джесика Газлевска и го честитаме стапувањето во брак со незиниот сакан Атанас Беделовски и на двајцата му посакуваме се најубаво да ги прати во нивниот заеднички живот. На мајката Наташа, братот Тони, сната Кристина, честито убавата радост. Сите овие желби се испратени од незините сакани тетинот Мирослав, тетката Мара, братучетот Саше, сната Мери, внуците Џајден, Кајтлен и Алексис, сите Милковиќ. На нашата сакана братучета тетка Джесика Газлевска и го честитаме стапувањето во брак со незиниот сакан Атанас Беделовски и на двајцата му посакуваме се најубаво во нивниот заеднички живот. На војната Наташа, братучетот Тони и сната Кристина му честитаме убавата прекрасна радост. Сето тоа го посакува зетот Тони, брачадата Белинда со децата Зек и Флеа Гел, Џоџа и Ајви, како и бабата Загорка, сите Матевски. Со истата народна песна на нашата сакана внука и братучета и тетка Джесика Газлевска и го честитаме стапувањето во брак со незиниот сакан Атанас Беделовски и на двајцата му посакуваме да бидат среќни, весели во нивниот заеднички живот. На сната Наташа, внукот Тони и Кристина му честитаме убавата прекрасна радост, што побргу да не канат за крштевки. Сите овие убави желби се испратени од убава Македонија, Чичкото Спасе, стрината Павлина Газлевски. Во истата честитка се придружува и брачедите на Джесика, Анета со фамилијата, Јулијана со фамилијата, Билјана со фамилијата, Зоран со фамилијата, Цвета со фамилијата и Оливер со фамилијата, сите од убава Македонија. Da se oženam dosta vreme, ergen šetar pasi od bra, jedna lična mona ovan majko, da ja zema. Otvori porti nevesto najlična, jazke te zema za mene, aman prije
Ajde tatko, vikni jedna pesna nalej vino, greni čaša. Otvori pored ti nevesto najlična, jaske te zemam za mene, aman pri mene, zovene nosam kumovi svatovi, svirat će svirat za tebe, aman za mene. Otvori pored ti nevesto najlična, jaske te zemam za mene, aman pri mene, zovene nosam kumovi svatovi, svirat će svirat za tebe, aman za mene. Со песната Љубов верна на нашата поштована внука брачеда Золва и тетка Джесика Газлевска. И го честитаме стрекно стапувањето во брак со саканиот Алекс Беделовски и му пожелуваме стрекни брачни заеднички години, среќен меден пат и се најубаво во иднина. Овие убави желби се посакани од тетин Ило, тетката Трена и брачедите Криси и Борче и сната Миријана и малата внука Ориент, сите Јовановски, а на сната Наташа, внуко Тони и сната Кристина Газлевски, како и на сватовите Лазо и Летка Беделовски, со фамилијата честито големата убава радост. Со истата народна песна на нашиот сакан и поштован син, брат Алекс Беделовски му честитаме среќно стапување во брак со саканата Джесика Газлевска и на двајцата му посакуваме среќни брачни заеднички години. Овие желби ги пожелуваат родителите таткото Лазо, мајката Летка и сестрите Дијана и Лила, а на сваќата Наташа и сватчето Тони со Кристина му честитаме големата убава радост. Dobro večer, devojko mlada, mlada i mnogo bava. Za tebe čuka srce go gradi, iako ne znam koja si. Za tebe čuka srce go gradi, iako ne znam koja si. Ja sunco stava i belo lice, dobra ko angel na srce. Gledaj me v oči, ikona prava, kakva što nema na zemlji java. Gledaj me v oči, ikona prava.
si baš najpotrebna, da spojiš srca vo jedno telo, kako što ne se videlo. Ah, ljuboverna, ti što si jedna, svega si baš najpotrebna, da spojiš srca vo jedno telo, kako što ne se videlo. Со песната Крштевка. На нашето мило синче Олива Гардна му ја честитаме Крштевката, честито име, многу здравје, стрејке и весело детство. На нумкоите честито кумството и на сите гости весело расположение. Овие се убави честитки испратени од таткото Тод и мајката Мишел Гардна. Нумкото Дењел со родителите Лупчо и Сузи, со децата Джонатан и Ариен, сите Ничевски од Вулунго. Со наискрени желби и честитки му ја честитат кршевката на кршеникот Олива Гардна, честито име, исто и весело и радосно детство, со сите најмили и најблиски. И на сите гости весело расположение. Со наискрени желби и честитки му ја честитаме кршевката на саканото внуче Олива Гардна, исто му посакуваме среќни и весели дечки години заедно со сите најблиски. Убавите желби од се срце се посакани од дедо Трајче, баба Мила Симоновски. На родителите Тод и Мишел, како и на нумкото и сите гости весело расположение. Со истата народна песна тета Мери, тетин Тони Литиери, со фамилијата му ја честитат кршевката на внукот и братуџет Олива Гардна, исто му посакуваат безгрижно детство, заедно со сите најблиски. А на родителите Тод и Мишел и на дедо Трајчи и баба Мила честито убавата веселба. Со наискрени желби и честитки му ја честитаме кршевката на саканото внуче Олива Гардна, исто му посакуваме среќни весели дечки години заедно со сите најблиски. Овие убави честитки се испратени од тетинот Мајкол, тета Вики, Нончич со фамилијата, а на родителите Тод и Мишел, како и на дедо Трајче и баба Мила, честито убавата радост за ова крштевка. Сонце огреа, денот се разбудува, среќен ден е денеска, чедо ке си крштева, полна ми е душава, од радост голема, ајде куме крштевај, среќно и ја Ирлија. Сите дани дојдете, крштевка да правиме, радост да споделиме, да се напиеме, ајде раце кренете, денеска е голем ден, татко јас сум најсреќен, ајде да запееме. Гости мили роднини, вие сте ми најдраги, сакам да сте весели, среќни насмејани, полна ми е душава, од радост голема, ајде кумо крштевај, среќно и ја Ирлија. Сите дани дојдете, крштевка да правиме, радост да споделиме, да се напиеме, ајде раце кренете, денеска е голем ден, татко јас сум најсреќен, ајде да запееме.
Продолжуваме со вашите желби и честитки. Со песната Среќен роден ден на нашата многу сакана ќерка и сестра Скај Велјановска. Од се срце го честитаме 15-тиот роден ден, исто и посакуваме голема среќа, убава радост и успех во школото. Овие убави честитки од се срце се посакани од тато Стивен, мама Тања и сестрите Фајт и братчето Илеј, сите Велјановски. Среќен и многу весел 15-тиот роден ден со многу здравје, весела во иднина, заедно со сите нејзини најмили и најблиски. На нашето најмило внука Скај Велјановска исто и пожелуваме голем успех во школото. Сето тоа од се срце го посакува дедо Томе, баба Лена, Чичо Криси, Нина Кристина и милата братучеда Оливија и Доменик, сите Велјановски, воедно и тета Светлана со Мак и децата Ник со Ренај и малата Изабела и Джошуа. Со истата народна песна Среќен многу весел 12-тиот роден ден на нашата мила ќерка Фајт Велјановска, како и голем успех во школото. Овие убави честитки се посакани од тато Стивен, мама Тања, сестрата Скај и братчето Илај, сите Велјановски. Сите гости вечерва се тука, стари и млади, срце силно чука. Весело е, роден ден се слави, се до зори џубушке се прави. Весело е, роден ден се слави, се до зори џубушке се прави. Среќен да е роден ден, наздрави за среќа, заедно да славиме се до 101. Среќен да е роден ден, наздрави за среќа, заедно да славиме се до 101. Сите гости станати на нога, живи и здрави, фала му на Бога. Чаши горе, здравица се крева, полна маса, ма нема што нема. Чаши горе, здравица се крева, полна маса, ма нема што нема. Среќен да е роден ден, наздрави за среќа, заедно да славиме се до 101. Среќен да е роден ден, наздрави за среќа, заедно да славиме се до 101.
Со песната Стрејкен роден ден. Честито и многу среќно по повод роденденот на нашата мила сакана внука и братучеда Фајт Велјановска и посакуваат дедо Томе, баба Лена, Чичо Криси, стрината Кристина со децата Оливија и Доменик сите Велјановски. Воедно честитки испраќаат и тета Светлана со Мак и децата Ник со Ренај и малата Изабела и Джошуа. На нашата многу сакана ќерка и сестра Оливија Велјановска и го честитаме 6-тиот роден ден, исто и посакуваме голема среќа, добро здравје и успех во школото. Овие се убави честитки од се срце посакани од тато Криси, мама Кристина и саканото мило братче Доменик Велјановски. Со истата народна песна, Стрејкен и весел, многу радосен, 6-тиот роден ден на нашето многу сакана внука и братучеда Оливија Велјановска и посакуваат дедо Томе, баба Лена, Чичо Стивен, Нина Тања и саканите братучеди Скај, Фајт и Илај сите Велјановски. Исто честитки посакува и тета Светлана со Мак и децата Ники со Ренај и малата Изабела и Джошуа. Сакам да те подсетам, дека не заборавив, роден ден ти честитам, на тебе јас помислив. Сакам да те подсетам, дека не заборавив, роден ден ти честитам, на тебе јас помислив. Среќен роден ден, век да имаш радостен и по многу години со нас да славиш ти. Среќен роден ден, век да имаш радостен и по многу години со нас да славиш ти. Денес ти е роден ден, песна нека одекне, со неа те бакнувам, топло те поздравувам. Денес ти е роден ден, песна нека одекне, со неа те бакнувам, топло те поздравувам. Среќен роден ден, век да имаш радостен и по многу години со нас да славиш ти. Среќен роден ден, век да имаш радостен и по многу години со нас да славиш ти. Животот е убав, знај, со тебе е поубав, поз тебе не овој ден, кога ти е роден ден. Животот е убав, знај, со тебе е поубав, поз тебе не овој ден, кога ти е роден ден. Среќен роден ден, век да имаш радостен и по многу години со нас да славиш ти. Среќен роден ден, век да имаш радостен и по многу години со нас да славиш ти. Со песната Господ син ми подари на нашиот крштеник Пеце со Ребека Филиповски му честитаме новородениот син Ноах и на малиот му позакуваме голема среќа, убаво весело детство заедно со сите најблиски. Убавите честитки се посакани од нумкоите Никола и Гордана со синот Џајкоб, со Мелиса и старите нумкои Драге и Ружа сите Стериовски од Вулунго.
Dajte da se pije, oro da se vije, želba mi se ostvari, Gospod sin mi podari. Dajte da se pije, oro da se vije, srce mi se razjavi, ne sobit naslednik. Сега mi je sine, polna dušata, ima koji mija, krepi kućata, Vičentina majka, gordo statkova, za dedo i baba, radost golema. Kako što je redot, ime to na dedo, a od baba poračaj, tatime si pogača. Kako što je redot, ke te dari dedo, ke fotku je vnučeto, da mu nosi ime to. Сега mi je sine, polna dušata, ima koji mija, krepi kućata, Vičentina majka, gordo statkova, za dedo i baba, radost golema. Dajte da se pije, oro da se vije, pa kada produžime, ušte da se množime. Dajte da se pije, oro da se vije, site da ve prečekam, veselina kršteka. Сега mi je sine, polna dušata, ima koji mija, krepi kućata, Vičentina majka, gordo statkova, za dedo i baba, radost golema. А сега, почитувани слушатели, да ги проследиме уште еднаш соопштенијата. Нашата женска секција овде во Нјукастел организираат игранка по повод празникот 8 март, Денот на жената, и тоа во недела на 4 март 2018 година со почеток од 11 сатот пред пладне. Цената ќе кошта $60 по лице, а за деца од 6 до 12 години $25 и деца испод 5 години влегуваат бесплатно. Ова година ќе имаме нови кувари од Сиднеј, Милева. За карти јавете се кај Ленче Нечовска и Су Бошев. И карти може да си земите секој петок од 5 до 7 сатот попладне во црковната сала после 9 февруари. На ова забава ќе свири најдобрата музичка група од Сиднеј, Сонја Динамик. Пензионерското друштво од Нјукастел Гоце Делчев организираат прошетка до Сиднеј по покана од Пензионерското друштво Методи Андоновченто и тоа во сабота на 17 октомври. Таму се поканети многу друштва од сите црковни општини овде во Нов Јужен Велс. Автобусот ќе поаѓа од Нјукастел од пред црковната сала во 7 сатот сабајлето. Цената за ова патување ќе кошта $20 по лице. Вашето место во автобусот ќе биде дадено според вашето тикетче кога ќе го земите. Пакети за Македонија. За празни пакети јавете се кај Борис Колтовски на 49684649, а полните да ги донесите кај Борис на 25 февруари во недела.
Уште едно соопштение, да најавиме дека сите мембери овде во Ньукасел во црковната општина можат да се платат нивната чланарина по цена од $10. Сега продолжуваме со најновите вести од Македонија. Лидерот на ВМРО ДПМН, Христијан Мицковски, на средба со помошникот заменик државен секретар на Соединетите Американски држави. ВМРО ДПМН е политичка партија насочена кон интеграција во НАТО и Европската унија. Лидерот Мицковски на средбата со заменик помошникот на државниот секретар за Европа и Евроазија Метју Пламер, кој го наследи Хој Джи во Американскиот Стајт Департмент, потврди дека реформите се клучни процеси кои треба да ја подобрат економската, политичка и социјалната состојба во Македонија, информираат од опозицијската партија. На средба се разговарало за актуелна политичка состојба во Република Македонија, при што Мицковски нагласил дека во овој момент граѓаните на Република Македонија се соочуваат со правна несигурност и злоупотреба на правосудниот и административниот систем со цел остварување на тесни интереси на актуелната владеачка коалиција. Мицковски на средбата нагласи дека е потребна одговорност за таквото однесување на сите поединци кои постапуваат спротивно на законите и ги злоупотребуваат институциите, се вели во соопштението испратено од ВМРО ДПМН. Во него се додава дека Мицковски потенцирал дека Македонија мора да остане посветена на стратешкото сојузништво со САД и градењето на односите и базираните на доверба и взаемна почит. Мицковски во рамка на својата посета на САД имал и работна вечера со председателот на Републиканската партија Боб Падучич, на која се потврдило дека потребата од продлабочување на соработката како партија со блиска идеологија. Вчера Мицковски имаше браќање на конференцијата за безбедност, организирана од Американскиот конгрес, на која своји излагања има и неколку конгресмени и американски сенатори. Во рамките на својата посета, Мицковски треба да оствари средби со македонската диаспора во САД, а ќе присуствува и на молитвениот појадок кој го организира американскиот председател Доналд Трамп. Британскиот парламент бара Македонија да влезе во НАТО со или без решено прашање за името. Горниот дом на британскиот парламент бара итен прием на Македонија во НАТО. Домот на лордовите во извештајот Велика Британија и иднината на Западниот Балкан, објавен на 10 јануари, смета дека спорот за името повеќе не смее да биде пречка за македонското придружување кон алијансата. Владата треба да ги поддржува мерките за да и помогне на Македонија да се придружи во НАТО или со без решение на прашањето за името, се вели во извештајот. Во документот подготвен од Одборот за меѓународни односи, што служи како патоказ за надворешната политика на британската влада, се потенцира дека НАТО, интеграциите на Македонија и на Босна и Херцеговина се клучни за стабилноста на регионот. Членството во НАТО и соработката би можеле да го подобрат миро и стабилноста на регионот. Се согласуваме со континуираната поддршка на владата за амбиции за членство на Босна и Херцеговина и Македонија. Под услов да ги исполнат условите за членство, нивното пристапување ќе биде добродојден чекор кон поголема стабилност во регионот, се наведува во текстот. Во извештајот, заснова на резултатите од посетата на лордовите на земјата во септември месец, се напоменува дека Велика Британија годинава ќе биде домаќин на самитот за Западен Балкан, што укажува на тоа дека Лондон има намера да воспостави потврста основа на Балканот. Заклучокот на британските парламентарци веднаш се најде на насловните страници на грчките медиуми, кои пишуваат дека Лондон ги охрабрува Атина и Скопје да најдат решение за името, за што нуди секаква можна практична помош. Но тоа што загрижува е параграфот 43, во кој се наведува неопходноста од членството на Македонија во НАТО со или без решеното име. Наведува медиумите. Притоа се коментира дека иако генералниот секретар на Алијансата Дженс Столтенберг за време на посетата на Скопје рекол дека за бившата Југословенска република Македонија нема членство во НАТО без договор за името.
Велика Британија, како моćна членка на Алијансата, е една од 5 постојани членки на Советот за безбедност, може да побара Скопје да и се придружи на Алијансата со или без договор за името. Градоначалникот на Скопје нема да ја укине забраната за возила до средно водно. Градоначалникот Шилегов засега не планира да ја укине забраната за возило на водно за викендзи и празници. По реакциите на угостителите, црквата, болницата и планинарскиот дом, дека одлуката е незаконска, Шилегов не демантира и тврди дека истата како таква дава позитивни резултати. Според градоначалникот, забраната за возила придонесува за намалување на загадувањето, но мерните станици покажува дека Скопје се уште е еден од најзагадените градови во Европа. Угостителите кои повеќе од 3 децени работат на средно водно се пожалија дека ги загубиле гостите и приморани се да го затворат доколку не се укине ова забрана. Последните 3 месеци не се закажуваат ниту венчавки и крштевки во црквата Рождество на Пресвета Богородица. Од друга страна, таблите кои се поставени на патот не постојат во регистарот на сообраќајни знаци, реагират угостителите и велат според законот регионален пат, каков што е овој, не смее да биде затворен за сообраќај, освен во услови на војна или елементарна непогода. Дека забраната не се почитува и граѓаните повторно со возила доаѓаат на водно за уикенд, сведочи и снимката која ја емитуваме минатиот уикенд. Покрај автобусите на Скопско сообраќајот е голем број приватни возила одат. Нарушена е и безбедноста на граѓаните, бидејќи овој пат не е пешачка зона. За да не бидат потврдени или повредени луѓето се приморани да се трагаат на страна при секое возило што ќе најде на патот. Обиколницата над Битола се претвора во депонија. Неизвестно е кога ќе биде отворена за сообраќај обиколницата над Битола. Работите на терен се заглавени заради опасност од појава на ново свлечиште на неколку метра погоре од старото. Градоначалникот на Битола Наташа Петровска вели дека се менува и проактивната документација со која треба трајно да биде санирано свлечиштето на Битола. Интензивирани беа работите околу обиколницата. Меѓутоа, при работата на терен се јави голем проблем. Согледно беше дека проектната документација која што е изготвена е во подолниот дел од патот, а во погорниот дел од патот се појавува ново свлечиште. Тоа ни наложи на некој начин да се настанат измени во изработката на проектната документација и поместување на трасата. Единствено во моментот има застој само поради воочените проблеми на терен кои се санираат. Во меѓувреме дел од обиколницата над Битола е претворена во депонија. Тела на мртви животни, стар мебел, комунален смет, парчина стакло, горено ѓубре, облека е сликата на коловозот кој врви низ населбата Петочна вода. Магистралниот пат А3 Прилеп Битола Ресен Охрид кај обиколницата над Битола беше времено затворен, а отворен неколку пати во последните повеќе од 4 години. Во јануари минатата година Македонија пат ја запечати обиколницата со образложение дека е опасна за возилата поради одрони и дека ќе настане така да додека не се направи соницата. Така и ќе остани. Почитувани слушатели, тоа беше крајот на вечерашната македонска програма и на сите ви посакувам добро здравје, многу среќа и голем успех до идната сабота во истото време. Пријатна вечер, добар прием и пријатно дослушање од мене Пеце Вртковски. You have been listening to the Macedonian program on 2NUI FM 103.7 in Newcastle in Hanta. This is Peter Vrtkovski.